Синоќа македонскиот председател Ѓорѓе Иванов имаше свое обраќање на 71-то Генерално собрание на Обединетите нации, во време кога мигрантскиот бран ги еродираше европските институции. Спречувајќи ја илегалната миграција, Македонија придонесе за безбедноста на Европа. Унијата да ги заштити границите, посочи шефот на државата пред Генералното собрание. Иванов побара да се почитува правото на самоидентификација и човековото достоинство. Јас сум македонец, моите сограѓани се македонци и од оваа говорница ви се обраќам на македонски јазик. Затоа бараме сите да не почитуваат како македонци, како што ние го почитуваме правото на сите да се идентификуваат така како што се чувствуваат. Како што ние на сите им го почитуваме правото на самоидентификација и човечко достоинство, бараме истото да се однесува и на нас. Сакаме како македонци да соработуваме и да имаме најдобри односи со сите наши соседи. Нема проблем што не може да се реши и нема разлика која не може да се надмине. Единствен предуслов е да се почитуваме и преку диалог да доаѓаме до решенија. Неодлучноста на Европската Унија и НАТО да ја деблокираат интеграцијата на Република Македонија, рече председателот Иванов, беше една од главните причини за постојаната внатрешно-политичка криза во Македонија што кулминираше оваа година. Последиците од блокадите станаа причини за нови блокади, но Република Македонија не е исклучок. Целиот регион на Балканот стагнира. Одново се јавуваат ретроградни процеси. Балканските држави наивно веруваат дека некој од надвор ќе им ги реши проблемите. Европската Унија очигледно ја нема таа моќ. Но и во вакви сложени околности Република Македонија прави се што е во нејзина можност да има најдобри можни односи со сите соседи. Горд сум што како врховен командант со субјектите на кризниот менаџмент со навремена реакција успеавме да ја заштитиме националната безбедност на Република Македонија, рече председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, говорејќи за мигрантската и бегалската криза. Иванов исто така во своето обраќање повика новиот генерален секретар на Обединетите нации, кој набргу треба да го замени сегашниот Бан Ки Мун, да биде избран од источноевропската група на држави членки на Обединетите нации. Воедно македонскиот председател му посака успех во кандидатурата за генерален секретар на поранешниот министер за надворешни работи на Македонија и поранешниот председател на Генералното собрание на Обединетите нации Срџан Керим.